Градоначалниците од сите општини на истокот заедно со Центарот за источнопланскиот регион денес ја одржаа 22-та седница во општина Карбенци. На седницата се разговараше за сите тековни и идни проекти на општините, а како најдолготраен и важен проблем кој понатаму се провлекува е проблемот за надоместоците, односно членарините во источнопланскиот регион од страна на сите општини. Тоа е еден од предусловите за аплицирање на секоја општина преку источниот плански регион и очекуваме дека ќе наидеме на разбирање бидејќи се работи за символични средства кои што овие посиромашните општини кои што не може да ги измират и помалите општини кои што не може да ги измират ќе изнадат начин за да не биде пречка самата чланарина, односно самата партиципација во источниот плански регион да не можат да аплицираат до некои од програмите кои што ги имаме во поголем број. Сепак општините ги измеруваат обврските спрема Центарот со исклучок на некои општини кои немаат доволно средства. Од вкупните средства на годишно ниво тие се навистина мали, 1.818.000 денари изнесуваат. Имаме наплатено некаде околу 1.200.000 денари, остануваат уште околу 500-602.000 ненаплатени. Дел од општините во целост го имаат измирено својот долг, своите обврски. Тоа се општина Штип, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Зрновци и општина Карбинци. Имам општини кои што го имаат измирено долгот само за првото полугодие од годината. Овде влегува општина Берово, имаме општина Пехчево и општина Чешиново-Облешево. Не, општина Чешиново-Облешево нема платено ништо. Исте случајот и со општина Пробишти. Средствата мораат да се трансферираат на сметката на Центарот за да можат да се повлечат и се реализираат проектите за општините. Центрите покрај оние средства што ќе ги добијат за тековно работење, ќе добијат и посебни средства повторно од националниот буџет за менаџирање, односно управување со проекти, во зависност од тежината на самиот проект, што ние како центри ја внесуваме во самите апликации на одобрени проекти. И токму поради тоа очекуваме на седница на влада одобрените предлог проекти за финансирање во 2016 година. Ние поднесовме 4, сите 4 се позитивно оценети, меѓутоа јас очекувам максимално првата фаза 2 да изреализираме. Минатата година Центарот на источнопланскиот регион ја смета како доста работна и успешна, а за идната година тие очекуваат со брзо темпо сите проекти да се реализираат. Центарот планира покрупни проекти, меѓу кои изградбата на куќа на Макфест во Штип и патот Карбенци-Вртешка, а се очекува оваа година и повеќе капитални проекти за спортско-рекреативниот центар Пониква.